сестри и браќа, почитувани работнички и работници, добар ден, добро вечер. Затоа што нема повеќе да им се молиме и ќе се бориме. Денеска сме тука за нашите деца, за нашите керки и синови, за нашите внуки и внуци. Денеска сме тука да се бориме мизерните плати да се зголемат. Затоа што владата и газдите одбиваат да го сторат тоа и одбиваат да помогнат на нашите семејства. Денеска работниците зборуваат. Политичарите имаат доволно време да го сторат тоа и не го направија. Од денеска натаму зборуваме ние се до зголемување на минималната плата на најмалку 600 евра и се до зголемување на сите останати плати за најмалку 6000 денари. Од пред символот на работничкото движење, работничкиот дом, ве повикувам да одиме пред собранието, пред газдите или пред комората и пред владата. Ги повикувам да не бројат, затоа што велеа дека само на неколкумина им треба зголемување на платата. Денеска сме тука заедно за да им покажеме дека се бориме рамо до рамо против лошите политики, против ниските плати и против самобендисаноста на одредени луѓе. Работниците нема да запрат да се борат, се додека не се зголемат работничките плати. Ве повикувам да тргнеме кон собранието, Стопанската комора и владата. Ajduc. Nema работа, nema пари. Нека ни ја земат платата, они нека ни ја дават вашата плата, што имате. Ајдуци лопови. Нема народна работа, граде. Дојдовме пред собранието, каде што луѓето на кои вие им давате мандат,
не работат за вас. Луѓето кои вие ги бирате да си овозможат луксус за себе, а за вас трошки. 120 избрани пратеници во собранието една година одбиваат да донесат измени на законот за минимална плата со кој платите на работниците ќе се зголемат за најмалку 6000 денари, а минималната плата нема да биде под 600 евра. Сакам да упатам порака до нив, како што упатувавме порака и до претходните состави на собранието. Многу лесно се паѓа од удобната функционерска фотелја на тврдо работничко столче. Бараме веднаш, уште утре, да предложите измени и дополнување на законот за минимална плата, за да се зголеми на 600 евра, за да им помогнете на 200.000 работници кои имаат плата под 30.000 денари, за да ги извадите работниците од сиромаштија, затоа што ги уживате привилегиите за 78% зголемена ваша плата, а молчите затоа што ќе ви се зголеми уште за 10% со платата од месец февруари, доколку до крајот на неделата не предложите измени на законот и сложно не го изгласате за да им помогнете на работниците. Работничкиот револт ќе продолжи, ќе биде пожесток, ќе следуваат блокади, ќе следува генерален штрајк и ќе следува тоа што вас најмногу ќе ве боли. Ќе собереме 10.000 гласови, подписи, со кои ќе станеме овластен предлагач и ќе бараме 80% да ви се намалат вашите плати. И ќе бараме да зголемите минималната плата на 600 евра и за најмалку 6000 денари да ги зголемите другите плати. Ќе ве ставиме на тест. Ќе гласате за себе, наспроти луѓето кои ве гласаат вас, или ќе гласате за луѓето кои со нивниот глас ви го овозможуваат вашиот луксус. Доколку не, ќе дојдат други пратеници кои ќе гласаат за работниците, кои ќе ги зголемуваат работничките плати, а вие ќе стоите од оваа страна на зградата, заедно со нас, и ќе не поддржувате, за да ви се зголеми вашата плата. Нема да се откажеме, мора да ви биде јасно. Нема да дозволиме да си играте со работничката судбина, со работничката мака и со работничката под од чии даноци зимате плата. Уште еднаш ќе ви повториме дека без сложно, со еден глас, како што со еден глас молчите за вашите 78% зголемени плати. Не ги зголемите ли работничките плати? Не ја зголемите ли минималната плата? Доаѓаме по вашите плати. Најголемиот дел од вас, од нашата пот го створиле капиталот. Од нашата работа го уживате вашиот луксус, кој луѓето кои стојат денеска тука рамо до рамо со нас заедно, ви го даваат и можат да ви го одземат. Сами бирате на чија страна ќе застанете. Ќе се криете или ќе дојдете со работниците и ќе застанете со нив, затоа што ги молите за време на парламентарни избори да ви дадат глас, да имате 2000 евра плата и сега да ви се зголеми за 200 евра најмалку платата. Не го заслужувате луксузот кој ви е даден од работниците. И затоа нема да престанеме и нема да се откажеме. А ако не ви е срам, требаше да застанете тука со нас, да кажете дека и вие поддржувате зголемување на работничките плати. Онака како што не поддржувате години наназад за политички поени на работничкиот грб. Недозволиво е некој да користи политички поени на работничката мака и на работничките солзи. Јануари е најдолгиот месец за нас, а за вас со вашите плати е најкраткиот. Нема да ве молиме, ќе се бориме. Уа! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Господине Трендафилов, кажете ми како сте задоволни со протестот? Луѓето застанаа рамо до рамо како никогаш досега против лошите политики на ниски и мизерни плати кои сакаат да ги овозможат владата и работодавачите. Јасно им гласно им кажаа дека не се задоволни од тоа како ја водат државата и не се задоволни од тоа како газдите го водат бизнисот и ги држат работниците сиромашни. Денеска рамо до рамо застанаа работниците, за работниците гласно да зборуваат. Времето на политичарите да зборуваат заврши. Од денеска зборуваат работниците се додека не се зголеми минималната плата и останатите плати. Се додека не ги зголемат минималните плати и наредниот период, наредната недела, понаредната недела ќе бидеме на улица уште повеќе и уште побројни. Дали мислите дека ќе ги зголемат и од прилика за колку очекувате? Дека ќе да кажеме дека ќе прифатат барем пола? Ако тие се задоволни да водат најсиромашен народ и најсиромашна држава, ако газдите кукаат дека квалификуваните работници им бегаат и ако газдите кукаат дека остануваат без квалификувани работници дека не можат да зголемат продуктивноста, мислам дека уште сабале во 8 часот треба да седнат заедно и да донесат одлука како што требаше да донесат одлука пред завршување на минатата година, кога не се договорија во интерес на работниците. Нема да дозволиме тие да уживаат, а ние да мизеруваме. Така, бројкава, фала му на Бога, ја бар така би кажал. Работниците конечно се охрабрија, ќе се охрабрат уште повеќе. Ова е само почеток и само прва фаза на генералниот штрајк, кога ќе можат сите да не дојдат од работа, да дојдат на протест, тогаш ќе биде уште поголема бројката и сакам дупатам порака до сите оние кои денеска им се закануваа на работниците, ќе дојдеме и кај вас. Исто како што поминовме пред пошта каде што заменик директор се закануваше дека ќе ги брка од работа. Ред, фала многу. Фала ти тебе. Сакам само да разјаснам, пошто гледам деновите некој работи не му се јасно. Нас денес овде не собра политиката, не собра маката, не собра неправдата, не собра сиромаштијата, не собра платите што не ни стигаат ни до сети до месец, не собра празните фрижидери и цените во маркетите, не собра синдикална минимална коштичка што изнесува 65.000 денари кои никој не може да си ја приушти на најниски цени во маркетите. Ете тоа не собра денеска овде. Нит политика, нит политички партии. Туку работниците и желбата за добар живот еднаш за секогаш да останеме во оваа држава. Јас вчера, а и денес разбрав дека поради мене и мојот синдикат УПОС не е потпишан колективен договор за да се покачале платите во администрацијата за 40% за 2 години. Аве, другари, после година дена преговори вчера најдовте ова да го кажете? Па вие да сакавте да ни дадете нешто до сега ќе подпишевме 1-200 колективни договори ќе подпишевме. Не ви личи тоа да се збори. Не ви личи, ама го правите сепак. Ете затоа дојдовме денес по нашето. Дојдовме по 600 евра минимална плата и дојдовме да раст на сите останати плати. Дојдовме да си го вратиме достоинството. Дојдовме да им кажеме дека тоа се наши пари, а не се нивни пари. Тоа се пари од наш труд, од наша пот, направени од наши раце. Да им порачам на овие позади, а и да им порачат на ние што се лепат на наши барања. Рацете настрана од работниците и рацете настрана од синдикатите. Ние сме тука за вас и без вас не можеме да направиме ништо. Мора да разберете. Не смееме да се повлечеме, не смееме да се предадеме. Мораме да истраеме и ќе го добиеме тоа што ни следува. Ќе добиеме достојни плати и ќе добиеме достоен живот. Колку и да сакаат да не скршат, мора да сме единствени, мора да сме истразни и мораме да сме сложни.
И мора да разберете, силата е кај вас. Силата е кај работниците. Да живеат работниците на Македонија. Ви благодарам што на ладното. Заради овие позади стоите тука рамо до рамо на улица. Пред да им се обратиме и да зборуваме за неубави работи, да зборуваме како оваа влада води најсиромашен народ во Европа и како води најсиромашна држава во Европа. Пред да почнеме да зборуваме како не се проблем минималните плати, како се проблем ниските плати и како оваа влада треба да ги симне розовите наочари и да им погледне во очите на работниците. Ве замолувам, како што 2 години ни го вртат грбот, да им го завртиме грбот, затоа што се срамат да ве гледаат во очи, затоа што бегаат од вас, а вие сте ги бирале. Оваа влада мислевме дека ќе биде подобро од секоја претходна. За жал, е најлоша. Оваа влада се иззема од одговорноста и трипартитниот социјален диалог на штета на работниците и 2 години, колку што одбива да се зголемат работничките плати, секој од нас е посиромашен за 9500 денари, онолку колку што е зголемена вредноста на синдикалната минимална кошница. Оваа влада јадец реши, манго, папаја, бифтек и што уште не. Во владината менза, која не можеме ниту да ја замислиме, а не убедува премиерот дека тој не пие Нескафе, дека не јадел црешни и дека не јадел гројзе. Дозволете ми да упатам порака дека ова денеска може да биде само нов почеток на раст на работничките плати или почеток на крајот на мизерните плати, за што ќе се бориме без да отстапиме ниту милиметар. Ми велеа, слободен само тебе ти треба зголемување на платата. Нели гледаш дека никој не доаѓа да протестира? Нели гледаш дека задоволни се луѓето? Нели гледаш дека не ве поддржуваат? Нели гледаш дека ние сме власт? Во март минатата година кажав, ќе повторам и сега, на представникот од владата, затоа што нас не нарекува представници на синдикатите. 500 евра за тебе, брат. 500 евра за нас. А за тоа што ќе дојдеме побројни, ќе бидат и 600. А ако не бидат 600, како што и кажавме на претходната влада кога ве не поддржувавте во борбата за работнички права, така ви кажувам и вас. Ќе дојдат некои други што ќе ги зголемат работничките плати. И потоа повторно како опозиција ќе не поддржувате како што злоупотребува моменталната опозиција. Ако платите растеа како што баравме и како што бараа работниците, денеска немаше да бидеме тука. Ќе бевме во нашите домови, со нашите семејства. Но за жал, заради овој символ позади нас, на најголем дел од вас му заминаа најблиските. Браќата, сестрите, колегите, комшиите. Заминаа на печалба. Но не заминаа само тие. Заминаа цели семејства. Семејства кои се гледаат преку Вибер. Семејства кои не може да прослават празник заедно. Но и покрај тоа, мислам дека сватија за тоа што изгубија 200.000 гласови од нас, како што изгубија претходните, дека не им оди добро, затоа што се играат со работниците, затоа што им се смеат во лице на оние кои немаат 30.000 денари, затоа што им се смеат и им се подсмеваат на сите кои бараат за нив. Но нема да дозволиме затоа што ќе бидеме повторно тука пак.
Минатиот март се вративме 300 луѓе, толку колку што броја членовите на органите и телата на ССМ. Му кажавме на другарот Христија дека ќе се вратиме многу повеќе. А денеска му порачуваме дека ќе се вратиме уште повеќе. Можеа да покажат дека се тука за работници. Дека се тука за вас. За сите вас кои сте им дале власт. Власт за да се однесуваат безобразно, за да не остаат на ветрометина, за да се чудиме како да преживееме до 1 февруари и потоа одново. Затоа што платата која ја зимате сите вие, сите ние, не стигнува од 1 до 1. Премиерот вчера кажа дека сите ние тука сме биле против зголемување на работничките плати. Дека тој мислел на работниците. Со тоа што бара да се укине општиот колективен договор за јавниот сектор. За ниту еден вработен да не може да добие зголемување на платата. Минатата година, наместо да платат 12% во јавниот сектор зголемени плати, во култура платија 5%. Глумец им глумеше на глумците министер. Ги остави колегите кои довчера играа со него заедно на паркетот, без тоа што го имаат договорено, а бил најгласен кога го договарале. И не заслужува да биде министер. Вработените во одбраната немаат добиено плата 2 години зголемена. Вработените во полицијата добија скратени плати за срамни 2%. Добија 10 наместо 12. Вработените во комунална хигиена кажуваат дека не добиле плата 2 месеци. Вработените во пошта пред некој ден протестираа за тоа што до 15 не им беше исплатена платата. И од тамошното раководство беа оставени за најголемите празници без плата. Но еден заменик директор се закануваше за да ги замолчи, дека ќе ги бркал од работа, дека ќе не тужил зашто се бориме, а не се молиме. Во Тутунски комбинат денеска заменик директор или втор директор, кој за волја на вистината порано бил од СДСМ, а денеска е најголем ВМРО-ец, им се заканувал на вработените да преминат во партискиот синдикат, затоа што колегите ги предадоа работниците, затоа што Конфедерацијата на слободни синдикати не е денеска со нас, затоа што ги присилуваат да се зачленат таму за да молчат, за да не се борат, за да се молат. Квази синдикати и квази синдикалци не дозволија да се намалат платите ниту во образованието. Ги предадоа. Наместо да добијат 2 пати по 12%, се договорија за живот на рати од 7 и 5. Затоа што требаше да бидат добри со владата, затоа што требаше да му се допаднат на министерот. Не ги почитуваат колективните договори затоа што сакаат да ви ги ухинат, затоа што на мала врата, како најголеми душмани на работниците, ги сменија законите со кои се укинува можноста со колективен договор да се договори вашата плата. И зошто? Само затоа што растела повеќе од тоа што тие предвиделе да ви дадат. Повеќе од ромките со кои сакате да се задоволат. Во декември дојдовме тука и им кажавме дека ќе излезе народ на улици и дека не смеат да се подсмеваат со работничката судбина. Ни беше кажано дека тие, односно еден, бара 800 евра зголемување на работничките плати со подсмех, затоа што тој има 2500 евра плата, која сега ќе се зголеми 250 евра. Нема слух ниту за вработените во управата и правосудството, затоа што со толку се преживувало. 1 година преговараме да се зголемат платите на сите, но главното барање на владата. А она што трагично го прифатија нашите браќа и сестри од другите синдикати беше да се укине општиот колективен договор за јавен сектор. Затоа што биле предвидени повисоки износи на додатоци на плата, затоа што е предвидена методологија за раст на платите согласно порастот на просечната плата и затоа што не заслужувате толку. Затоа што тие сметаат дека во рамките на статистичка грешка 5% во месец март треба да ви бидат доволно. 5% на 30.000 денари е 1.500. Ги повикуваме на разум како што ги повикувавме цела година, но нема да им молчиме, нема да ги молиме. Уште са бајле, затоа што сите вие и сите ние ги плаќаме да доаѓаат на работа, да седнат, да предложат како власт и како влада измени и дополнување на законот за минимална плата, согласно кои ќе се зголемат сите плати на работниците.
Согласно кој ќе се зголеми минималната плата на 600 евра. И да покажат доблест како нивните колеги од регионот, кои водат грижа нас проти овие кои не водат. Дојдете на улица со нас и живеете еден месец за 24.397 денари или 397 евра. Па кажете каква е борбата и кажете дали добро се живее и кажете повторно дека вие сакате, ама нема можности. Само бендисаноста на еден човек во владата. Значи во буџетот помалку 120 милиони евра оваа година. Затоа што газдите, кои ги извиркавме пред малку, го прифатија предлогот и тие тоа го бараа. Да ги зголемат платите на сите работници на 100 евра, најмалку, или секој еден од вас да добие 6000 денари, а владата да се откаже од данокот, односно од придонесите за задолжително социјално осигурување. И по истекот на една година, а тоа е денес, да почнат да плаќаат придонеси. Што само доколку на оние 200.000 од нас, кои имаат плата под 30.000 денари, им се зголемеше платата за 6.000 денари, денеска во буџетот на касата ќе имаше 10 милиони евра, или за 12 месеци 120 милиони евра. Но полесно име да земаат кредити кои ќе го плаќаме сите ние, кои ќе го плаќате сите вие, кои ќе го плаќаат нашите деца, вашите внуци и децата на нашите деца. Ќе искористам можноста да упатам порака до нашите браќа и сестри работници од другите синдикати. Веднаш да излезат од таму, затоа што тие не бараат ништо за нив, затоа што председателот на втората поголемина Конфедерација на синдикати во Македонија смета дека функционерските плати се ниски и дека треба да бидат уште повисоки, затоа што не бекна за работничките плати. Ги повикувам работниците кои трпат денеска притисоци да истапат од ССМ по налог на политичка партија, по налог на некој од владата, само за да замолчат дека сами бираат да дадат поддршка на политиката на ниски плати и дека даваат сила на луѓето кои не сакаат да ги зголемат вашите плати и дека на таков начин му прават штета на секој колега кој го среќаваат во текот на денот. Но најважното е што оваа влада дава поддршка на големиот капитал и на големиот бизнес, наместо на работниците. Затоа што со игнорантскиот однос и оставањето на работниците на ветромети на 12 месеци да се договорат со газдите, имаат најсиромашни работници на Балканот кои во Европа. Работници кои планираат да ги заменат со странски работници, мигранти, за која зголемија квотата на 10.000. Но да не ми се лутат, како што ми се лутаа предходните. Тоа што им го кажавме на тие, им го кажаваме на овие. Ја претворивте Македонија во најголемата туристичка агенција за мигрантски работници. Им плаќате превоз и храна. Им плаќате сместување за да дојдат тука и за да заминат од тука полесно во Европската Унија. А со газдите не сакате да им платите на работниците ниту храна, ниту превоз. Мислам дека денеска покажавме одлучност. Застанавме рамо до рамо на студот и ќе се вратиме за многу брзо време. Органите и телата на Сојузот на синдикатите на Македонија донесоа одлуки согласно кои ова е само една од фазите во работничката борба. Последниот период за многу скоро од сега. Ако не се вразумат првопратениците до понеделник да усвојат измени и дополнување на законот за минимална плата и да ги зголемат работничките плати. Започнуваме со блокади. Таргетирани блокади на одредени институции, на одредени локации и да ги обесхрабрам. Можете да правите колку сакате притисок. Да блокираме нешто ни се потребни 21 човек на улица. На две локации по 21 човек 42. Тука има многу повеќе од 21 човек. Ако и тоа не е за сега, ќе дадеме можност на секој еден работник да излезе на улица, да не може да биде избркан од работното место. Да не смее никој да му се заканува, да се приклучи како што вечно кажуваат функционерите, како во Грција, како во Белгија и како во Франција. Ќе блокираме се во период од 24 часа и газдите ќе бидат виновни што на оваа влада ќе се случи првиот генерален штрајк во јавниот и во приватниот сектор, затоа што на претходната влада ќе се случи штрајк во јавниот сектор. И доколку не ве трогне и тоа, ќе ви се собереме
10.000 од нас. Ќе собереме подписи, ќе станеме овластен предлагач на закон, ќе ви ги скратиме сите привилегии, ќе ви ја намалиме платата за 80% и ќе си ја зголемиме платата на 600 евра минимална плата и за 6.000 денари останати плати. Ќе дозволите да му се обратам на председателот на владата како председател на Сојузот на синдикатите на Македонија. Во работничката борба, политика има толку колку што има плата. Се додека нашата е 400 евра, а вашата 4000 евра, има борба работничка. Кога ќе дојдеме и ние на 4000 евра како и вие, може би сите кои сте тука ќе зборувате за политика, а не за плата. Ќе зборувате каде да ги однесете вашите семејства на годишен одмор, ќе зборувате каде да излезете на ручек, наместо да купите 4 хамбургери во месецот. Нема да размислувате како ќе влезете во супермаркетите и како ќе ги барате најниските цени и нема да размислувате како ќе ги храните вашите семејства со најнеквалитетната храна, туку ќе размислувате како да јадете бифтек, манго, папаја, цреши и што уште не. Сакам да ви се извинам вас за тоа што не го заслужуваат ова денеска што го правиме тука. Не заслужуваат да се мрзнеме заради нив, а тие да уживаат. Можеа да изберат да бидат тука со работниците. Можеа да изберат да бидат со работниците во институциите. Можеа да изберат да бидат на браникот на татковината. 200.000 работници ви живеат под прагот на сиромаштијата. Можете да бирате дали ова ќе биде само нов почеток или ќе биде почеток на крајот. Се гледаме за многу брзо време. Уште повеќе, уште побројни во нашата борба за зголемување на платите на работниците. Ви благодарам и уште еднаш ќе ве повикам. Затоа што им кажавме на газдите дека се душмани на работниците и затоа што им кажавме на оние 120 избрани пратеници дека ние ги бираме и дека ние ја даваме платата која тие ја примаат. Ве молам со најгласното уа. Лопови, 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 Се гледаме за многу брзо и се надевам дека ќе зборуваме за убави работи како што обожава премиерот да зборува. А доколку не, се гледаме на улица. Нема да попуштиме.